Да, гледачи, денеска разговарам со една млада девојка која што е во бизнисот за монтажа и сервисирање на лифтови. Тоа е Ангела Јакимовска, која што има само 26 години и малку необично во оваа професија да видиме девојка или женско, обично кога нели викаме некој да го поправи лифтот, тоа се мажи. Но стереотипите ги рушиш. Ангела, добро утро. Добро утро до сите гледачи на Канал 5 телевизија и ви благодарам за ова прекрасно интервју. Навистина е предизвик да работиш ваква професија, пред се е многу одговорна, но исто така ние се грижиме за безбедноста на сите патници кои што ги користат лифтовите. Денеска се наоѓаме на еден градежен објект каде што сме веќе во завршната фаза со монтажа на овој патнички лифт. Денеска накратко ќе го опишеме процесот како оди монтажата, како действуваме ние во монтажата, која е мојата улога, зошто служам јас, зошто треба да ја надградуваме монтажата, а во вториот дел ќе кажеме малце и за одржувањето и за сервисирањето на лифтовите. Да слушнаме, која е твојата улога, Ангела, кога се лифтовите опрашаат? Мојата улога е менаџирање на работата околу монтажата. Во овој завршен дел веќе ги поставуваме кабините, како што може да забележиме. Но лифтот е многу посложена и покомплицирана материја, која што луѓето навистина не се запознаени и не ја знаат доволно. Например, кога влегуваме во лифтот, ние ја гледаме само кабината, но позадината на лифтот не го знаеме. Денеска сакам да кажам како почнуваме ние со монтажа. Најпрвен, кога ќе дојдеме на самиот објект, го гледаме теренот, дали имаме услови за работа, потоа почнуваме со обелување на самото окно, поставување на скеле, која во овој случај тргнено, бидејќи сме во завршна фаза, која што реков. Отпосле почнуваме со машинскиот дел, редење на самите шини по кои што се движи лифтот, на конзолите, ги поставуваме моторите доколку станува збор за електричен лифт или го поставуваме казанот за хидравлика доколку станува збор за хидравлика. Ангела, сега ќе те прашам за сервисот, зашто е важен сервисот и како се сервисира еден лифт? Одржавањето и сервисирањето на лифтовите е многу битна работа. И тоа сакам да го предочам на сите граѓани, односно на сите станари кои што живеат во заедница, каде што користат лифтови. Одржувањето и сервисирањето е еден вид на алатка кој што ни служи секој месец да го проверуваме лифтот, бидејќи со текот на годините самиот лифт амортизира, ние мора да ги предочиме проблемите кои што ќе бидат во иднината. Односно, дали со овој лифт нешто ќе се случи понатаму, дали ќе дојде на некој дефект на самиот лифт, и е многу битно станарите секој месец да гледаат како ние го вршиме сервисот, да бидат запознаени со самата наша работа. Најчесто проблеми кои што може да ги сретнеме во делот на сервисот се проблеми кои што се предизвикани од човечки фактор. Односно, луѓето се најчести причинители за проблемите кои што доаѓаат до лифтот. Луѓето не ја сваќат сериозноста на лифтот и најчесто го користат како товарен лифт. Па ја држат вратата со сила, не користат копче или ознака која што е поставено во самата кабина за држање на вратата и со текот на времето доаѓа до искривување на вратата, до оштетување на фотозавесите и безбедносниот систем на самиот лифт се руши. Исто така, мора да кажам дека луѓето не ги почитуваат и правилата, односно најстрогото правило е забрането пушење на цигари во лифт, а се почесто можам да кажам дека забележувам луѓето дека пушат цигари, а своите отпушоци ги фрлат во самиот лифт, кој што паѓа, например, во окното и може да дојде до една голема трагедија во една зграда, односно да се запали целата зграда и да избувне еден голем пожар. Затоа еве еден апел до сите гледачи, доколку ќе забележат некој од станарите кој што влегува со цигара во лифт или некој кој што го користи лифтот, а пуши цигара, ве молам, упатете еден апел да го изгаси цигарето, па потоа да влезе во самиот лифт. Може ли негде да се пријави, Ангела, несоодветно или неправилно користење на лифтот од страна на граѓаните, пушењето, рипање во лифтот и се оно што не кршење на вратите, има многу лифтови без врати кои што особено ние старите лифтови. Постои ли некоја институција кај што се пријавува ваква? Најчесто првин станарите се обраќаат кај нас, лифтаџиите, односно сервисот за лифтови, кој што во Скопје е многу броен.
Значи не сум само јас, има и многу мои колеги што се соочуваат со истите проблеми. За жал во Македонија, доколку се дешават вакви хавари во самиот лифт, мора да се интервенира преку полиција. Станарите ова го решаваат, ќе повикат полиција, ќе се направи записник што е скршено, што е оштетено и се тражи виновникот. Но секогаш оди на штета на целата зграда, на сите станари. Значи на крај пак поправката и деловите кои што се оштетени ги плаќаат самите станари. Доколку лифтот не е под гаранција и доколку е оштетен од човечки фактор. Зашто најчесто? Какви проблеми пријавуваат граѓаните најчесто? Освен кажавме, нели, уствари не ни споменавме, мислам воопшто, немањето на врати, може да се стават врати, меѓутоа кои се посериозните ситуации, што доколку некој се заглави во лифт? Како оди начинот на одглавување? Значи, кога ќе се заглави некој човек во лифт, доколку ќе нема струја, доколку да кажеме се дешава некој спој во самиот лифт, може да дојде и често доаѓа, нели, да се заглави некој во лифт. Постои број, нели, упатство на самиот лифт на кој што станарите ќе се обратат. Ние треба да интервенираме од 15 до 25 минути на позив, односно да дојдеме 15 минути и да го одглавиме самиот човек, а подоцна да го видиме проблемот кој што се дешава со лифтот и нели подоцна да го поправиме, да го вратиме во нормална функција. Интересни случаи има многу луѓето се нестрпливи, имаме клаустрофобични луѓе кои што сепак користат лифт и кај нив треба навистина да се реагира многу брзо, бидејќи може да настане голема хаварија во лифтот, така да многобројни се, секојдневни се позивите. Какви се? Сподели нешто со нас, некој од тие интересни случаи беше? Една интересна случка ќе кажеме со еден клаустрофобичен човек кој што се заглави со своето куче во лифтот, но за среќа нашите сервисери, па се погодив за среќа и јас да бидам во близина на самиот објект. И за 5 минути реагиравме, значи пристигнавме на објектот и го извадивме човекот. Штетата не беше многу голема, но после од кога видов малце кога расчепкав, кога прогуглав, нели што може да се случи, навистина овие луѓе може да го искршат целиот лифт, дури и да се повредат самите себе. Така да од после, нели, ја сваќаме сериозноста на клаустрофобијата кај луѓето. Тоа е сериозна болест. Па и некои луѓе се препорачува кои што имат ваква болест да не го користат лифтот, да одат по скали. Токму тоа ќе кажав јас, да не го користат лифтот. Ангела, јас ти благодарам за одвоеното време. Ова беше и твоја прво интервју, како што ми кажи позади камерите. Ќе се видиме повторно на некој друг градежен објект. До тогаш многу успех во твојата работа. Рековме реткост да се види толку млада девојка толку успешно, особено во оваа професија. Ти благодариме што гледаш Канал 5, ни кажи која ти е омилена од водителките. Ќе им пренесеме на сите поздрави, остани ведра позитивна. Советите, верувам гледачите дека ќе ги применат се она што ни кажете. Благодарам и на вас и пријатен ден. Благодарам.